Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што се разбира ќе слушаат оваа вечер емисијата Гласот на вистината. Ова емисија пред се е посветена на славата на Господа. Се разбира посветена на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Затоа што Библијата зборува дека Него му припаѓа славата и честа. Но исто така преку оваа емисија има за цел да се открие вистината и да се види смислата на животот. Затоа што голем број на луѓе се уште трагат или се трагачи по смислата на животот и се го поставуваат ова на еден начин вечно прашање. Дали има смисла нашиот живот? Кога ќе го читаме Светото Писмо, ќе откриеме многу нешта, но исто така ќе откриеме дека нашиот живот има смисла и дека ние сме создадени, се разбира, со смисла на овој свет. Да живееме вечно, славејќи го Бога, имајќи единство, комуникација, се разбира, со Него. Но ние зборуваме за многу важни работи. Зошто Бог не можеме да го гледаме? Зошто меѓу нас и Бог постои еден огромен зид? За да не можеме, се разбира, ние да го гледаме. Почитувани слушатели, зборуваме всушност за падот на човекот. Зборуваме за измамата. Зборуваме за лукавоста, од каде произлегува измамата и од каде произлегува лукавоста. Каде за прв пат, се разбира, се појавуваат овие лоши нешта кои што денеска, за жал или дом денеска, го водат човекот. Од каде целата таа целовкупност, расипаност кај човекот? Читаме во Библијата како Бог го предупредува човекот. И видовме дека тоа е Божи систем кој можеме да го видиме низ целата Библија. Тој ист систем денеска не предупредува и нас. Бог ни зборува длабоко во нашето срце. Бог не предупредува. Бог користи различни нешта со цел да те предупреди и да ме предупреди мене. Точно самата емисијата Гласот на вистината, постои за да може човекот да биде предупреден. Бог сака преку самата емисија да не предупреди, да не натера, да размислуваме и да донесеме одлука за нашиот, се разбира, живот. Ние сме тие кои одбираме на кому ќе му припаднеме. Ќе бидеме вечно со Бога или ќе бидеме вечно одвоени од Бога. Почитувани слушатели, животот е многу краток и треба на вистина да седнеме и да размислиме и да донесеме, се разбира, одлука за нашиот живот. Кога ќе ги читаме книгите на мудриот Соломон, точно ќе видиме дали нашиот живот има смисла и како може да има смисла. Затоа реков, постои оваа емисија. Емисијата Гласот на вистината. Преку писмото да докажеме дека има смисла нашиот живот. Иако умираме, човекот умира и не живее вечно. Но ние ќе се позанимаваме и ќе видиме дека Бог се што креирал добро. Всушност и видовме дека Бог креирал и оно што го креирал и видел дека е добро или совршено. Па дури и создавањето на првата брачна двојка, на првата и најстара институција, Бог ја создал толку добро, толку совршено, за да може да биде на благослов. И Библијата вели, Бог ги благослови и им рече, множете се и плодете се и се разбира, наполнете ја земјата. Потоа видовме исто така како е создадена жената, како се раѓаат Каин и Авел и така натаму и така натаму. Но после тоа видовме од каде произлегува, се разбира, лукавоста или измамата.
Потоа видовме за лагата, иако во Библијата многу јасно и гласно зборува дека татко на лагата е ѓаволот. Тој е изворот на лагата. Тој е изворот на лукавоста или измамата. И затоа вели во 3 глава, во 1 стих во книгата Создание, и вели: но земјата беше, поточно змијата беше полукава од сите зверови полски што ги создаде Господ Бог. Па и рече на жената: вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво, се разбира во рајот? Видовме каде потекнува лукавоста. Змијата поточно беше полукава од сите зверови полски. Интересна работа. Почитувани слушатели, кога зборуваме за генезата, кога зборуваме за почетокот, навистина постојат толку многу големи тајни, постои толку многу голема мистика, и знам дека има една многу битна и важна работа, дека сите одговори не можеме да ги најдиме, затоа што некои одговори буквално не се дозволени, не се во дометот на човекот, но Бог знае најдобро. Зошто тоа е така? Само ни открива дека лукавоста, дека лагата и измамата потекнуваат од самиот ѓавол. Затоа, кога денеска зборуваме од каде се тоа се случува, од каде доаѓа, од каде е изворот на сето ова, можеме да видиме дека ѓаволот е навистина извор за сите овие нешта. Но Библијата сепак гледаме како Бог не предупредува, како Бог го предупредува човекот. Ке зборуваме исто така ова вечер за распознавање со злото и доброто. Како човекот може да го запознае или го запозна доброто и злото? Библијата зборува дека Бог го создал човекот совршен и праведен, без да знае што е тоа зло. Ке отвориме, се разбира, во првата книга на Мојсей, како што реков, ке читаме од 3 глава. Ке го прочитаме 5 и 22 стих, и еве што ни вели Библијата. Но Бог знае дека оној ден кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро и што е зло. Кога ќе ги читаме по догорните стихови, ќе видиме кој разговара со Ева. Всушност овде ѓаволот, поточно змијата, ѓаволот, старата древна змија, не зборува со човекот, не зборува со Адам. Оти внимавајте. Кога Бог го предупредува човекот, затоа што се уште не беше креирана или создадена жената. И затоа Бог го предупредува човекот, а не и жената. А потоа мажот ја предупредува, се разбира, жената. И тој, замислете си, оди точно кај жената и вели: едноставно, ѓаволот изборува на жената. Но Бог знае, внимавајте, но Бог знае дека оној ден кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро и што е зло. А ваму Бог ги предупредува: во кој ден ќе вкусите, во тој исти ден и ќе умрете. Гледајте, интересни работи се запишани во Светото писмо. Бог на човекот го предупредува и му зборува една работа, но ѓаволот сака да ја сузбие вистината. Сака всушност да го сузбие предупредувањето Божјо. И крај накрај ќе видиме дека сепак човекот го слуша гласот на ѓаволот, всушност прави избор, го запоставува Божјото предупредување и се запознава, се разбира, со доброто и злото. Кога читаме во Библијата, ние откриваме дека Бог само ги разпознавал сите овие нешта, само тој знаел. Меѓутоа, Бог не го создал човекот за да знае и да постигне по злото. Бог го создал човекот совршен и добро, и да знае само за добро,
но не и зло. Но ѓаволот ти вели на жената, вие нема да умрете, а Бог ги предупредува дека ќе умрат ако станат непослушни. И понатаму ѓаволот ти вели на жената, ќе ви се отворат очите и вие ќе станете како богови, знаејќи што е добро и се разбира што е зло. Еве што пишува во 22 стих. И Господ Бог ги рече, ете, Азам стана еден од нас, знаејќи што е добро и што е зло. Па сега, да не ја испружи раката своја и да земе пак од дрвото на животот и да вкуси, па да заживее вечно. Уште еднаш, почитувани слушатели, ќе ја повторам оваа реченица. Господ Бог рече, ете, Адам стана еден од нас, знаејќи што е добро и што е зло. Со самото посигање на дрвото за запознавање добро и зло, човекот се запозна со доброто, се разбира и со злото. А Бог го предупреди, од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен она дрво кој е сред Божиот рај, од него не јадиш, затоа што во кој ден ќе вкусиш, во тој исти ден и ќе умреш. Но кога ќе го читаме Словото Господово, ќе видиме дека дрвото било убаво и пожелно за гледање, но и меѓутоа и за знаење. И затоа кај жената се појавива љубопитност да вкуси и да види. Но за сето тоа се разбира ѓаволот е главен иницијатор. Ѓаволот е тој кој ни ги сервира работите, но човекот е тој кој дон денеска ги извршува, се разбира во полза на ѓаволот. Затоа внимавајте, почитувани слушатели. Што е тоа? Треба да видиме, да испитаме. Апостолот Јован за овие нешта ни зборува дека треба да ги испитуваме духовите, затоа што се не е од Бога. Ние се што можеме да видиме, размислуваме дека се е од Бога. Внимавајте, треба да бидеме многу внимателни. Се не е од Бога. Треба да ги испитуваме работите, да не дозволуваме ѓаволот да ни ги сервира, да ни зборува за сите овие нешта, а ние се разбира да ги извршуваме. Затоа треба да бидеме внимателни, да го читаме Словото Господово, да бидеме послушни кон самиот Творец. Бог за сите овие нешта не предупредува преку Светото Писмо. Постојат толку уникатни примери како Бог може и како Бог го предупредува, се разбира, човекот, за да не биде извршител на она што сепак ѓаволот му го сервира. Почитувани слушатели, ќе зборуваме наредната емисија, се разбира, за љубопитноста и непослушноста. Досега зборувавме за Божјото предупредување, за лукавоста, измамата, лагата, за злото и доброто. Наредната емисија ќе зборуваме, се разбира, за љубопитноста и непослушноста и ќе видиме тоа дрво кое што беше посадено или ставено сред Божиот рај, беше дрво кое беше убаво, но пожелно и за знаење. И затоа постоеше љубопитност, за да може човекот да вкуси. Дон денеска човекот е љубопитен, без да размисли какви ќе бидат последиците од сето тоа. Затоа имајте убава и благословена вечер и верувам дека сите овие емисии кои што ги имаме, за кои што зборуваме, можеме да докажеме преку сите овие нешта. Еве зошто имало потреба да биде напишана Библијата, за да може да не информира и да ни открие многу важни прашања и да даде одговор на сите наши прашања, кои што можеби досега не си ги слушнал сите овие нешта. Ја верувам дека во вас ќе се појави љубопитност за самата емисијата Гласот на вистината, за да можете и понатаму, се разбира, да ја слушате. Продолжуваме понатаму, како што реков, со сите овие Божји основни вистини кои се запишани, се разбира, во Светото Писмо, за љубопитноста и непослушност, за срамот и голотијата, потоа за казната поради непослушноста, непријателството на човекот
и змијата. Од каде потекнува тоа непријателство? Па дури до денеска, нели? Човекот е непријател на змијата, но и змијата е непријател, се разбира, на човекот. Но се разбира, ќе зборуваме во наредната емисијата Гласот на вистината. Имате убава благословена вечер и се разбира, Господ нека биде со вас. Се слушаме, ако даде Господ, наредната недела. Бог со вас и Бог нека ве благослови. Пријатно.